Добре дојдовте назад во Лапонија, на тест полигонот на Континентал. И првата вежба ја започнуваме за да ја почувствуваме разликата помеѓу дебелината на шарите, бидејќи иако имате зимски гуми, многу е битно колку е длабока шарата. Затоа домаќинот ни обезбеди автомобил кој има длабочина на зимскиот пневматик од 2 мм. Потемните автомобили имаат длабочина на зимскиот пневматик од 4 мм, додека црните автомобили имаат длабочина на пневматикот од 8 мм. Што тоа значи? Не им верувајте на зборовите, туку верувајте им на очите. А за вашите очи, јас сега ќе ги направам овие тестови и благодарение на телеметријата ќе ги видите резултатите и разликите во сопирањето. Се наоѓам во автомобилот кој има прописна зимска шара, односно има 10 мм дебела шара. Ова што го гледате тука е телеметарски инструмент кој ќе ни покаже заврзувањето како се одвива, но и сопирањето. На полигонот ќе имаме можност да направиме неколку кругови и ќе го имаме најдоброто време. Чекам од инструкторот да ми дозволи да тргнам и тоа ќе се случи за краток временски период. Бидејќи многу е важно да се осети какви се параметрите на возилото, но и перформансите. Гумите се единствените кои ја пренесуваат силата, но и сопирањето како и управувањето. Едноставно, гумите се тие кои имаат, односно единствен контакт на автомобилот со подлогата. Па затоа е многу битно да се има исправна гума за временските услови. И сега ми е дозволено да тргнам. Треба да забрзам до 43 км на час и потоа панично да сопирам и тоа сега го правам. Инструментот ќе покаже колку време ми треба за да сопрам. 32,42 метра, но при брзина од 43 км на час. И повторно ми е дозволено да тргнам и да достигнам 43 км на час. Ова не е наивна брзина, иако ви изгледа дека тоа би можело да биде многу наивна брзина, но не е. Бидејќи оваа брзина на снежни услови и замрзната подлога може да биде многу ризична доколку немате вистински пневматици и ако не реагирате како што треба. Новите зимски пневматици се развиени и наменети за возилата од компактниот и средниот сегмент, па затоа ќе се нудат во димензии во диаметар од 14 до 17 инчи. Овие сегменти се најпопуларни и најмногу возила се наоѓаат на патиштата токму од нив. Мисијата на Континентал е да ја зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот и да ја намали црната листа која укажува дека на секои 2,5 минути се случува сообраќајна незгода. Поради тоа, со новата патентирана состојка на пневматикот и неговата архитектура го намалува водениот клин, односно аквапланингот, и ја намалува патеката на сопирањето на влажен колосек. Тоа е овозможено со профилот чија форма овозможува испомпување на 10,3 литри вода во секунда при брзина на движење од 80 км на час. Концептот на 3 кластери на шарата овозможуваат супериорни карактеристики на снежна и замрзната површина со употреба на флексибилни полимери, возачите ќе добијат врвна перформанса на повеќе поминати километри и намалена потрошувачка на гориво. На кратко, TS870 се подобри во сите карактеристики од претходните за 2 до 7% во зависност од категоријата, додека бучавоста од 74 децибели ги прави најтивки во својата категорија. Прекрасни услови за тестирање на било што да се тестира, но тука сме за пневматиците. И основно прашање е која е разликата помеѓу зимските и летните пневматици. Јас имам примероци од материјалите и еве гледате. Во мојата лева рака е материјал со кој се прават зимски пневматици, додека во десната летни пневматици. Материјалот за летни пневматици се укрутува, така да перформансите на
самиот пневматик се лоши. Освен големата совитливост, материјалот со кој се прави зимски пневматик е направен и со адекватна зимска шара. Овие ламели, кои што ги гледате, како и овој канал, имаат активна улога и активно работат при ротацијата на пневматикот, па сите овие канали се чистат од мраз и снег. Но да видиме како тоа изгледа во пракса. Пред малку ви демонстрирав што значи во материјал разлика од летна и зимска гума. Сега се возам низ патеката со летните премиум контакт 6, кои се извонредно високо оценети. Но во овие услови, оваа летна гума е поинфериорна од најлошата зимска. Затоа секогаш препораката е да имате пневматици онакви какви што налагаат временските услови. Не е дека вие не може да возите на снег и мраз, како што ги гледате условите, но морате да бидете извонредно внимателни, секогаш да бидете на штрек и да возите многу поспоро отколку што мислите дека треба да се вози, бидејќи самиот материјал се укрутува. Онаа шара која ја има гумата не е адекватна за овие услови, нема доволно вентилирање на самата шара и тогаш може да се дојде до една сосема рамна површина која се лепи околу пневматикот и да се случи она што не би сакал никој да се случи. А овде, бидејќи возам многу споро, иако возев споро, удрив во заштитниот зид. За среќа, тој е од снег. Значи, нема многу да се филозофира. Најдобрата летна гума е многу полоша во зимски услови од најлошата зимска. Се наоѓам во автомобилот кој ги има новите зимски пневматици Continental Winter Contact TS 870 и веднаш се чувствувам многу поинаку отколку во автомобилот со летни пневматици. А тоа значи дека имам добра контрола и не треба многу да работам со управувачот, бидејќи возачот има одлични информации, одличен фидбек од она што се случува под автомобилот. Што се однесува до нагли свртувања, тоа е сосема прифатливо, односно многу прецизно. Сега се наоѓам на делот од патеката исполнет со прашкаст снег и многу лесно го поминувам овој голем свиок на кој што сум. По обичај, со други зимски пневматици можно е малку да го изгубите правецот на одење. Влагам во голем свиок десен кој што е со натабан снег и мраз, но повторно немам никакви предизвици, ниту проблеми со управувањето. А со пирањето, иако го направив нагло, многу е добро, бидејќи самата архитектура на пневматикот е таква да блоковите активно работат и сваќаат што треба да се направи. Секоја чест за TS 870. И третиот автомобил што ќе го возиме на оваа патека со мешовита подлога е опремен со Ice Contact 3 пневматици и веднаш се чувствува дека сте супериорни на патот. Имате одлична представа, но и одличен фидбек на автомобилот. Овој пневматик е опремен со клинци кои се забиваат во подлогата, па се зголемува перформансата. Она што е исто важно да се напомене за Ice Contact 3 пневматиците е дека се направени од најмека смеша, па затоа нивната еластичност е многу голема. Во комбинација на оваа еластичност и клинците кои се забиваат во подлогата, имате супериорно пријаѓнување на патот и одлична контрола. Се разбира, малку и може да се задрифта, но тоа ќе го оставиме за следните минути, бидејќи ќе имаме вистинска посластица на овој снежен полигон.
И додека направивме кратка пауза за ручек, погледнете што се случи. Времето се сврте наопаку. Од прекрасно и сончево, сега имаме ветровито и снежовито време. Но тоа не е причина да не прошетаме низ времето. Затоа ќе ни помогнат неколку модели на зимски гуми на Continental и неколку модели на Golf GTI. Од иконскиот Golf 2, еве го пристигнува, со 1,8 литрен мотор и 105 конски сили, па се до Golf GTI од седмата генерација кој не чека тука, кој има 240 коња. Но секоја од нив, секој возило од овие има посебни пневматици. Golf седмицата носи TS 870, најновниот зимски пневматик, додека иконскиот Golf 2 носи пневматици Continental TS 760. Првото возење ќе го направиме со иконскиот Golf 2 GTI, кој посебно ми буди емоции. И се наоѓаме во вистински времеплов Golf 2 GTI. На времето посакуван автомобил, многу механика без електроника. Најголемата електроника беше радиокасетофонот. А се возам на гуми Continental TS 760. Од тоа време. Возењето на Golf 2 во овие услови е повеќе од интересно, затоа што не само што се враќам назад во времето, туку и ми се разигруваат емоциите. Јас имав Golf 2, Тасов, дизелаш 1.6, кој со своите 55 коњи ми беше доволен да ја искрстарам пола Европа за просечни 5,5 литри на изминати 100 километри. Кои гуми ги имав тогаш, не можам да се сетам, не ми замерајте, тоа беше пред околу 30 на години. Но можам да кажам дека Golf 2 и ден денеска изгледа интересно. Повторно префрлам во понизок пренос и повторно за малце избегнувам да излетам. Нема ABS. Дури во подоцнежните генерации на Golf 2 кои има 115 конски сили беше ставен ABS. Сега се возам во вистински олдтаймер кој нема никаква помош од електрониката. И она што е интересно, сите пластични делови се тивки. Не може да се слушне никакво крцкање. А јас одам понатаму, бидејќи како што следат работите, треба да седнам за управувачот на Golf 4, а потоа и на Golf 6, исто така во GTI изведби, а ќе завршам со Golf 7 GTI. Continental е најпознат како производител на пневматици, но многумина забораваат дека е меѓу врвните во развојот на системи кои се вградуваат во возилата. Еден од развојните проекти е поврзан со автономното возење и виртуелното управување кое во блиска иднина ќе има водечки збор во тестирањето и развојот на автомобилите. Лансирањето на новите зимски пневматици беше искористено да ни се презентираат достигнувањата во виртуелниот кокпит. За таа цел, ветробранското стакло е покриено со монитор на кого се исцртува маршрутата по која треба да се движите. Ова не е видео игра, бидејќи возачот го управува автомобилот. Возењето беше на полигони во изолирани услови, но повеќе од јасно во кој смер ќе се движи развојот на сообраќајот. Кога ќе се совлада психолошката бариера, тогаш е се полесно. Навлегувате во виртуелниот свет и станувате дел од матрицата во која функционирате исто како во реалноста. Возењето по трасите направени електронски е фасцинантно поради фактот што возилото се движи во реалниот простор и возачот го управува. Ова е само меѓуфаза во дефинирањето и развојот на технологиите што се неопходни да се развие автономното возење, а со тоа да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Досега Continental активно учествувал и аплицирал своји изуми кои се општо прифатени во автомобилската индустрија. Како еден од стожерите на развој, тој неуморно работи да ги усоврши постоечките и развие нови патенти. Се сметаме за вистински срекници што имавме можност да ги испробаме најновите достигнувања.
Континентал не е производител само на пневматици, иако многумина го поврзуваат само со нив. Но Континентал произведува многу системи кои се вградуваат во модерните автомобили. Пред малку го видовте виртуелниот свет на Континентал по кој возевме и ги почувствувавме можностите на решавање на многу реални проблеми во виртуелниот свет. Но се враќаме во реалноста. Како што гледате, ова зад мене е Toyota GT86 и се наоѓаме на Drift Challenge-от, круната на денешниот настан. Поентата е едноставна. Патеката треба да се помине со странично лизгање, а оценувањето се вршеше преку сензорите кои го регистрираа секое странично вртење поголемо од 20 степени. Во принцип, дрифтот е едноставна работа. Треба само да се дестабилизира автомобилот и што подолго да се задржи во позиција на лизгање. Тука треба да се усклади управувањето, притисокот на педалата за забрзување, но и со левата нога, кога е потребно да се дозираат сопирачките. Теоретски лесно, но на дело ниту приближно. Повеќето колеги се бакнуваа со снежните ѕидови околу патеката, се вртеа околу сопствената оска и излегуваа од Тојотата GT86 дезориентирани. Предизвикот да биде поголем, имавме можност да извозиме еден круг за запознавање, а вториот веќе се бодуваше. По лошиот старт успеав да влезам во најостриот свијок како што требаше. На средината од свијокот додатов сила на моторот, воланот го свртев енергично налево, па веднаш контра во правецот на пролизгувањето. Почувствував дека ја владеам ситуацијата. Со кратки дозирања на силата на моторот и вистинската контра, мојата Toyota се движеше странично до влезот на следниот свијок, каде ја наместив со кратко цимање на сопирачките со левата нога, со десната удрив на педалата за газ и адекватна контрола со воланот. И повторно правецот на движење го гледав низ страничните стакла, а не низ шофершајбната. Странично влегов на целта и морав да застанам. Половина час чекавме на резултатите. Прво место го освои колегата од Хрватска, Јуре Шебаљ, а второто мојата маленкост со напомена дека сум собственик на најдолгиот и најубавиот дрифт. Со завршувањето на Drift Challenge-от ја приведуваме кон крај денешната емисија. Континентал TS 870 на македонскиот пазар ќе настапи како и во цела Европа. Тоа значи од следната зимска сезона, значи некаде за 7 месеци. Немаме информации од страна на дистрибутерот за нашата држава Мотоцентар колку ќе биде цената на овој пневматик, но не се очекува да биде драстично поголема од актуелниот TS 860. Континентал во Лапонија ни прикажа многу жешки новитети, ни прикажа жешка презентација на овие студени минус 25. Почитувани гледачи на Автомагазин, јас ви благодарам за следењето. Ви закажувам следна средба за 7 дена. До тогаш, до гледање.